Срма. Срмаџиите немале свои дуќани и работилници, туку работеле дома или во дуќаните на некои други занаечи со сродни занаети. Најчесто биле поврзани со терзиите, кројачи кои изработувале облека од чоја, трговци кои продавале чоја, со кафтанџиите, кои шиеле разни облеки за населението, со чие украсување се занимавале срмаџиите. Тие обично добивале скроени или делумно сошиени облеки и ги везеле, според барањето на купувачот. Срмата е главниот материјал за изработка на срмени везови. Се внесувала претежно од Германија или Австрија и неа ја продавале главно евреите. Срмаџиите работеле со 3 вида срмени конци: златна, сребрена и бакарна срма. Првата се одликувала со најубав и постојан сјај. Квалитетот на срмата се определувал на тој начин што се палел едниот крај на срмениот конец. Ако се топи срмата, тогаш е златна или сребрена, а ако гори, тогаш е бакарна. Срмата се разликувала и по дебелината на конецот. Најубавите и скапоцени срмени везови се изработувале со најубави, тенки срмени конци. Покрај главниот материјал, срмата, некои срмени изработки се везеле и со тир-тир, специјална цик-цак метална жица во разни бои, а по рабовите скоро сите се украсували со срмени гајтани и ширити. Се везело и со свила, бикме, со сукани свилени конци во разни бои, особено во црвена. Везени изработки со бикме носеле главно посиромасите, но имало одредени облеки што се везеле исклучиво со свилено бикме. Со сучењето на срма и бикме се занимавале самите срмаџии, но некои од нив се занимавале исклучено со сучење срмени и свилени конци. Тоа биле бикмеџии или казаси, кои во Скопје се споменуваат уште во 16 век. За изработка на срмените везови биле потребно главно следните алати: канџа, која представувала долгнавесто парче од шајак или чоја, долго околу 70 см, а широко околу 4 метри. На едниот крај е проширена во вид на копје, каде што се закачуваат иглите, а другиот потесен, со џепче за напрсток. На самиот врв, канџата има кука за закачување на материјалот што се везел. На прстокот што го употребувале срмаџиите се викал топузлија, со поширок и заоблен горен дел, каков што употребувале јорганџиите. Делевишот е вид коскена игла за пробивање отвори во текстилот. Орнаментите се изведувале на тој начин што срмените конци се водат по линиите, нацртани со молив и постојано се сошиваат незабележително за текстилот со тенок конец во соодветна боја. За цртање на орнаментите постоеле и специјални дрвени калапи, со помош на кои се втиснувале разни шари. Откако претходно калапот ке се натопел во бел растворен прашок, се цртало и со наострено сапунче, а подобрите мајстори везеле и директно. При везењето се терале по 2 срмени конца, чифте срма, и така се формирале самите орнаменти. Само некои шарки се изведувале со тек срма. Покрај ваквиот начин на везење, одредени делови се изработувале со тенко сузме, при што срмените конци се вртат на иглата и штом ке се извлече иглата од конецот, со релјефни везови кои им даваат на мотивите попластичен, орнаментален изглед.
Слична техника е и бурмата, што се изведувала при самото везање со усукување на едниот срмен конец во две нивоа и со така усуканиот конец се формираат одделни декоративни елементи од срмениот вез. Изработените срмени везови се тријат од опачината со шише или се чукаат со чеканче, за да добијат поубав сјај. Во срмените изработки на скопските срмаџии биле застапени најразновидни орнаментални мотиви – геометриски, вегетабилни и зооморфни. Сите тие имале посебни имиња, обично турски. Од изработените срмени производи на облеката на турското, градското население биле чепкени, минтани, џамадани, антерии, елечиња, фермениња, шалвари и друго. Изработувале и многу делови од облеката на албанското население од околните скопски села, па дури и од Тетово и Гостивар.